Специфичноста на Калиманци, вулканските камења кај пробишти, уникатната флора и фауна долж течението на Брегалница се само некои од можностите за прогласување на заштитни природни реткости. Ова е работа која општините од истокот допрева треба да ја спроведат за конечно убавините што ни ги дала природата, најнапред соодветно да ги зачуваме, а потоа и да ги презентираме, односно да ги ставиме во функција на економијата. Главната поента ќе биде повторно во источно-планскиот регион, односно во Брегалничкиот регион, и денеска почнуваме со одредување на заштитени подрачја. Досега во регионот за заштитени се прогласени само 7 платанови стебла во селото Мородвис, чија старост е проценета на повеќе од 500 години. Проектот беше реализиран преку две фази. Првата фаза беше изработка на елаборат, кој што елаборат беше доставен до Министерството за животна средина и просторно планирање, и од таму веќе добивме решение дека се прогласени за природна реткост. Меѓутоа пристапивме и кон втора фаза на реализација на овој проект. Втората фаза офаќаше реставрација и конзервација на одредени делови од овие платанови стебла, меѓутоа исто така и партнерно редување на платановите стебла. Кои други природни реткости регионот ќе ги заштити ќе се знае по завршувањето на целата постапка за нивен избор. Сево ова е дел од програмата за зачувување на природата, која се спроведува неколку години наназад. Првата фаза беше на некој начин подготвителна, каде што програмата поддржа изработка на многу важни стратешки документи, почнувајќи од национално ниво. Тоа е национална стратегија за заштита на природата. Понатаму за регионот најважен документ беше просторниот план, кој што се изработи и сега веќе треба да влезе во она завршна фаза на усвојување. Проектот се спроведува со финансиска помош од швајцарската влада, како втора фаза од проектот за заштита на биодиверзитетот во Брегалничкиот слив. За оваа намена швајцарците обезбедија 3,8 милиони франци.